На страницата предлагам да се дават и последния дневен ред. Дневният ред ще биде изменят. Значи точката 5 ще биде точка 1, потова се продължуват и точката 8 предлагам да биде изземана от дневният ред, поради това, що нито градоначалникът, нито директорът не са може да дадат на следната седмица и за една неделя преди има пак седмицата, да се недвуца. А що е предложението, защо не се дадат? Значи, градоначалникът на собственото в Министерството на транспорта връзки нещо за генералното администриране. Добре. Го предлага следния дневен ред. Точка 1. Годишен извеща за проведуване на програмата на Югоизточен плански регион за 2022 година. Точка 2. Предлаг квартален извещай на бюджетът на община Богдан за периода януари-март 2023 година. Точка 3. Предлаг отluка за измена на отдуката за извършване на бюджет на община Богданци за 2023 година. Точка 4. Предлаг отluка за донесуване на градическо-планска документация и вкупуване на безпредметните обекти в ОИСТА. Катастър парцела 7310 и катастър парцела 27311. Точка 4. Предлаг отluка за донесуване на градическо-планска документация за радиосъгласуване на намените от ДУК Богданци за безпредметно изведени обекти. Катастър парцела 10639. Точка 5. Предлаг отluка за обезвредуване на финанси. Точка 6. Предлаг отluка за обезвредуване на финансова помощ. Точка 7. Предлаг отluка за продължаване на работно време на гостителските обекти на подачата на община Богданци. И точка 8. Съветнички плаши. Материалите по предложение от дневен ред ви са доставени с секуване на седмиците и по електронска почта. Отварям дискусия по предложение от дневен ред. Дали леко се ява за сбор? Бидейки никой не се ява за сбор, дневният ред поставям на усвояване. Кой е за? Констатирам дека дневният ред е усвоен с 10 гласа за. Пред да почнем с работа на СОВАТ, отварям дискусия по записник от 28-та седмица на СОВАТ, дали има забележки по истия. Докато няма забележки, истия го ставам на усвояване. Кой е за? Констатирам дека усвоен едногласно. Отварям дискусия по записник от 29-та седмица, дали има забележки по истия. Дали няма забележки, истия го ставам на усвояване. Кой е за? Констатирам дека записникът е усвоен с 10 гласа за. Преминуваме с работа по дневния ред. Точка 1. Годишен извеща за справедуване на програмата за развой на Югоизточен плански регион за 2022 година. Сбор му давам на представника. Благодаря. Почитам председатели, почитувани съветници до Съвета на община Богданци. Мислам дека сте и последната община на което последният съвет, на който се усвоила извеща. Все се случваше в последните 15 дена. Слово извеща е веќе ќе бидем подготвени извеща, годишниот извеща да го усвоиме и на Советот на градоначалници, кој што ќе се одржи во текот на наредната недела. Ке ви ги појаснам работите како е изработен извештајот, веројатно од тие што досега имале можност да го разгледуваат извештајот, приметиле дека по неколку пати се повторуваат нештата во самиот извештај, но сепак станува збор за терк кој што е врз основа на законска регулатива по насока, односно од Министерството за локална самоуправа, што значи дека врз основа на член 22 став 2, член 30 став 1 алинеја 6, член 32 и член 65 од Законот за равномерен регионален развој, Центарот за развој на Югоизточниот плански регион подготвува, а Советот за развој на планскиот регион ги усвојува извештаите, годишните извештаи за реализација на програмите за развој на планскиот регион. Исто така годишниот извештај за реализација на програмата за развој на планскиот регион
го опаќа периодот од јануари до декември 2022 година. Изделот на извештајот, како што споменав, е пропишан согласно правилникот на Министерството за локална самоуправа и е унифициран за сите речно-плански региони во државата. Согласно член 32 став 1, годишниот извештај за реализација на програмата за развој на планскиот регион се поднесува и се усвојува од Советот за развој на планскиот регион и до сите совети на општините кои што се дел од планскиот регион, односно во југоисточниот плански регион има 10 општини. Секако дека како советници во Советот на општина Богданци најмногу ви интересирало кои проекти и што е реализирано за овој период во 2022 година за општина Богданци. Инаку да напоменам дека оваа функција презедов во средината на октомври, што значи сите активности биле претходно планирани за тековната 2022 година и се надевам дека во наредниот период, иако имало активности кои што проекти кои што се реализирани на територијата на општина Богданци, дека уште повеќе проекти позасилено ќе работиме за имплементација на проекти. Во меѓувреме веќе имаме аплицирано, како за ваша информација, на 6 проекти. Станавме членки на мрежата Акрит. Тоа значи дека нема да се подпираме исклучиво на проектите за меѓугранична соработка, кои што досега биле практика во Југоисточниот плански регион, туку ќе ја подобриме, се надевам, ќе го подобриме и функционирањето и реализацијата на проекти за целиот регион, бидејќи преку оваа мрежа имаме можност да бидеме партнери со чинители, со универзитети, со општини од цела Европа. Веќе тоа што биве интересирано, ќе се задржа малку на крај, бидејќи прво да одиме со проектите кои што се реализирани за општина Богданци за 2022 година. Станува збор за санација на полски пат место викано Бозелот, во должина од 730 метри, кој што е реализиран преку програмата на Министерството за земјоделие. Патот е лоциран паралелно со регионалниот пат Богданци-Гевгелија во отрвот на село Стојаково. Исто така би го споменал, бидејќи Богданци спаѓа во надлежностите на територијалната противпожарна единица од Гевгелија и би ја истакнал и набавката на противпожарно возило. Целата постапка е завршена во 2022 година. Сега очекуваме до крајот на месец мај или почетокот на јуни да биде тоа противпожарно возило доставено до територијалната противпожарна единица, бидејќи Богданци нормално за било каква интервенција надлежност ја има територијалната противпожарна единица во Гевгелија. Тоа е во рамките на проектот ЕФИДЕР кој се имплементира преку граничната програма со Грција. Исто така би го истакнал учеството на наставници од Средното општинско училиште Богданци како дел на отворените денови за презентација на опремата за 3D скенирање и принтање, која што е набавена во рамките на проектот Деловен екосистем како интегриран систем BIM, финансиран преку интерекипа програмата за меѓугранична соработка, исто така помеѓу Грција и Република Македонија. Тие се запознати со начинот за работа на 3D принтерите, ги разменија своите познавања и искуство за таков тип и секако имато значење на таквата опрема за не само во образовниот процес, туку и во практика, односно како дел од индустријата. Аплицирани проекти кои што се во 2022 година преку програмата за равномерен регионален развој со индикативни планирани средства за 23-та, Центарот го подготви и го аплицираше проектот јакнење на капацитетите на единицата на локална самоуправа преку изработка на технички документации, која опфаќа комплетна техничка документација за изградба на велосипедска патрика на територија на 3 општини од Југоисточниот плански регион и техничката документација за реконструкција и доградба на водоводната мрежа во населеното место Стојаково, општина Богданци.
Истиот е на резервната листа и се надеваме со оглед на тоа како се одвиваат набавките за реализација на останатите проекти. Реална е можноста овој проект да биде реализиран во текот на 23-та, бидејќи како што напоменав, според програмата за 22-та, но со индикативно планирање средствата за 23-та. Преку програмата за равномерен регионален развој за 23-та со индикативно планирани средства за 24-та, кои се надевам дека во текот на 23-та ќе отпочнеме со реализација на овој проект. Преку Бирото за регионален развој, Центарот го подготви и аплицираше со 5 проекти. Во општина Богданци е тука вклучена во проектот Можност за нови туристички авантури, активност која опфаќа реконструкција на патниот правец во должина од 760 метри помеѓу селата Стојаково и Ѓавато, во вредност од скоро 11 милиони денари. Општината овде има учество од 1.636.000 денари, а останатите 9.274.000 се обезбедени преку оваа програма, односно преку овој проект. Понатаму, како активности на Центарот, би ги нагласил, според стратегиските цели, бројот на реализирани проекти се одвиваа во 5 стратешки цели. Во сите тие 5 стратешки цели реализирани се вкупно 51 проект во 2022 година. Исто така преку подршка на социјално претприемништво беа вклучени повеќе општини, мислам, односно сите општини од регионот. Би го спомена и преку проектот 3F беа набавени 27 оддела за лична заштита за шумски пожари за пожарникарите од територијалната противпожарна единица во Гевгелија, плюс дополнително опрема во црева, пумпи, моторни пили, напартњачи и така натаму. Исто така, ќе напоменам дека Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, заедно со вработените, ги организира и учествува на 29 обуки, работилници и настани. Во извештајот се сите набројани со датуми на одржување. Тука ви споменал дека во изминатиот период, бидејќи сепак Центарот е лоциран во општина Струмица како најголема општина и најголем град во нашиот регион, позначајна била застапеноста на компании, на институции од општината Струмици. Реално и сите вработени се од таму, но мојата интенција за следниот период и веќе е аплицирано преку директните програми на Европската комисија. Во прва фаза, значи, тој проект е наречен Center of Excellence. Партнери сме со 11 чинители од 11 различни држави. Цел проект е во висина за реализација имаме средства во висина од 4 милиони евра. Кај нас се планирани отварање на 2 центри за обука, едниот во Гевгелија, другиот во Радониш, како 2 најголеми града после Струмица и секако дека мини регионите на Баландово, Богданци, Гевгелија и Дојран малку повеќе ќе се раздвижат од страна на Центарот за развој. Целата е на крајот тие после 4-годишната имплементација на тој проект е да тие канцелари останат како дел од мрежата на Центарот за развој. Во понатамошна фаза, бидејќи Ново село ни исто така, ние сме единствен регион кој што има гранични премини и со Република Бугарија и со Република Грција. И мојата интенција, мојата визија, заедно со вработените, односно тимот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, е да дојдеме на границите и да бидеме поинтересни за сите партнери од двете земји членки на Европската унија. Се надевам дека ќе успееме во тоа, не зависи се од нас, зависи од повеќе фактори, но сепак како сериозен партнер
од нашиот регион и од државата, сметам дека ќе бидеме корисници на повеќе и односно и реализатори на повеќе проекти од таков тип со кои што реално ќе помогнеме на општините за обуки на вработените, за обуки на невладиниот сектор, за обуки на млади луѓе кои што би ги подготвиле за наредниот период, што значи реално аплицирање на повеќе проекти од програмите на Европската Унија. Мора да бидеме подготвени како региони, како општини. Се поголем ќе биде проблемот за да младите квалитетни луѓе се одлучат да бидат вработени во администрацијата. Ќе го следиме тој процес и ние мора да одиме малку понапред, пред време да ги обезбедиме човечките ресурси со кои што ќе настапуваме како регион сериозно во наредниот период. Исто така би нагласил дека Југоисточниот плански регион во текот на 2022 година подготви и реализираше 10 седници на Советот за развој на Југоисточниот плански регион и една седница на Советот за социјална заштита на Југоисточниот плански регион. Во самиот извештај наведени се сите 10 седници со секоја седница поединечно по дневен ред, што се е усвоено, што се работи, кои се работи ги има завршено центарот кои што се од круцијална важност за општините. Би сакал исто така да споменам, не знам колку од вас затоа што сепак станува збор за обемен материјал кој што се повторува точно 4 пати, бидејќи терпов е таков, не затоа што ние сакаме истите податоци да ги вметнуваме по 4 пати, ќе приметите дека во овој извештај не е дел од него општината Дојран, која што навреме не ги достави бараните податоци од наша страна за да го пополниме и да го сработиме извештајот за Југоисточниот плански регион, но сепак и тие има обврска и на нивна седница беше усвоена. Овој извештај би напоменал дека ако сте го разделувале годишниот финансиски извештај за 22 ќе приметите дека купно има 7 сметки и подсметки. Секој поединечен проект има собствена сметка. За тоа да не постои некоја забуна, веројатно во претходните години, не знам, овој состав на Совет разделува втор пат извештај. Така да сметам дека работите ви се појасни, бидејќи ако прв пат го разгледувате извештај како извештај, ќе ви се наметат многу прашања. Затоа сум јас овде да ви појаснам и да заеднички можеби ќе произлезе и некоја идеја во натамошниот период да реализираме не само за Богданци, туку и за регионот. Исто така би истакнал дека во 2022 година, освен проектот што е споменат за изработка на техничка документација, Богданци во договор помеѓу општините за да користи повеќе средства за 23-та со индикативно планирање за 24-та е аплициран на локалниот пат Гјавото Стојаково, така беше, скоро 11 милиони. Так прилика би можела една општина, сепак градоначалниците на сите општини заеднички со нас се договараме за секоја општина што има во план. И општина Богданци, ова година општина Валандо Чинам, а претходната Иструмица се имат откажана од одредена годишна програма или претходно е реализирано претходната или наредната некој поголем проект. Тие што секоја година учествуваат се движат некаде од 3 до 6 милиони, 7 милиони. Сепак се води сметка и претходно и сега ќе се води да има некој баланс во распределбата на средствата од програмите посебно на Бирото за регионален развој, Министерството за локална самоуправа и секако реализација на проектите од меѓугранична соработка и директните проекти од одредени фондови на кои што имаме право да аплицираме и да остваруваме реализација. Толку од мене, ви благодарам, ви стојам на располагање да ви разјаснам некои работи и можеби и ќе дојде некоја добра идеја која што во наредниот период ќе ја реализираме. Благодарам. Благодарам.
Дали некој се јава за збор? Повали, ставиме. Сега, едно прашање од ово што се кажува дека нешто треба да се изведе во Богданци, се набавката на пожарното возило. Дали тоа е во тек, се изведува или ќе биде? До кај е поставката? Поставката е завршена, рокот завршува на некаде околу 10 и 12 јуни. Во комуникацијата со фирмата беше распишан меѓународен тендер, на кој што доби фирма од Република Албанија од Тирана и според тоа веќе се во постапка за регулирање на документите, бидејќи за донациите не се плаќаат давачките кон државата, па ги обезбедуваат документацијата и затоа ви напоменав дека до крајот на мај и почетокот на јуни возилото ќе биде доставено од страна на од операторот кој што го доби, операторот. Ово возило ќе биде ли ќе околици тука во Богданци или ќе биде поврзано со Евгелиј, тоа останало на нас, ние да се дефинираме. Не. Значи, го споменувам, бидејќи Богданци е под јапа на територијалната противпожарна единица. Тоа што ќе го има нели на користење територијалната противпожарна единица во ситуација, не да може на шумски пожар или било каков пожар, кој користи тоа возило, значи за оваа територија. Се надевам дека во близко време, зошто да не гледам Кончи и Дојран имат веќе добри доброволни друштва противпожарни, кои што ги посетуваа сите обуки од Триев проектот со Република Бугарија, беа вклучени и сите добија заштитни опреми, комплетно и доброволците и како да кажам постојниот состав на територијалните противпожарни единици од Гевгелија, Воландово, Радовиш и Струмица. Така да се надевам дека догледно време и општина Богданци во прва фаза добро би било да има едно такво доброволно противпожарно друштво. Благодарам. Повали, Михаил. Спомнавте велосипедска патека низ 3 општини. Низ кои 3 општини за таа велосипедска патека, како еден од големите проекти имаше некој на плюс това еден проект беше. Дојран, Богданци, Маландово. Дојран, Богданци, Маландово ќе биде. Исто така сега ќе биде објавен повикот за прекогранична соработка, повикот со Република Бугарија, некаде во средината на мај за следната недела, од прилика до 20 најдоцна ќе биде објавен. Има баш го разгледуваме проектот за велосипедска планинска патека во должина од 304 км на територијата на цел регион, од Гевгелија, Конче до Радовиш, комплетно. Сите општини да бидат офатени. Ако сметам дека тоа е најрегионален проект, затоа што ние не можеме да одиме со една општина. Мора најмалку 3 да ни бидат вклучени и да се најде некоја корелација меѓу трите општини дека имаат исти интерес, за да можеме да аплицираме. Станува збор за веќе подготвен проект, но сепак според треба да ги видиме кои правила, што ќе треба ние да обезбедиме во таа техничка документација. Таму нема со бирото, утре ќе ви достави уште еден документ, таму што е доставен, ако си комплетен, ако не си, чекаш следна ситуација, следна можност. Благодарам. Дали некој друг се јава за збор? Повали, Никола. Само делумно знаеме како функционира југоисточниот регион, не е веќе прв пат и извештаите ги гледам. И така која е значајна соработката и работата и меѓуопштинската соработка за искористување на правилно на финансиските средства. Сакал да продолжи соработката и да се зголемат и проекти, што е можно повеќе, дали меѓугранични или од бирото и од вашите проекти и распределување на средства. Знаеме дека, мислам дека меѓуопштинската соработка функционира и општините се договараат во искористување на проектите кои од големината зависност на проектот, па да имаме етапни проекти, така да
сакам добра работа и добра соработка, бидејќи ете како е важно за општините, како што се помалите општини, бидејќи финансиски се многу слаби, и како е важна помош од југоисточниот регион. Благодарам и затоа сметам дека сепак според некои делови од законот за равномерен регионален развој треба да се внимава. Исти средства, корисници на исти програми да бидат развиени општини како Струмица и помали општини како Богданци. Значи, тука мора, за да имаме равномерен регионален развој, повеќе средства треба да се пласираат во помалите и помалку развиени општини. Но сепак законот таков како што е, секој закон се донесува, има можност за негово уменување. Затоа, за да го поттикнеме развојот на целиот регион, целта ми е со отварање на 2, а во догледно време и на 3 канцеларии дополнителни на Центарот за развој на Источниот плански регион, да сите општини ги доведеме во можност да можат вработените од општинската администрација да добијат соодветни одлуки за аплицирање. Да можат, например, невладините органи, невладиниот сектор да биде вклучен во такви одлуки, сепак тука и нови млади луѓе заинтересирани за такви активности, со чии активности целиот регион, секоја општина би добила нови позитивни резултати во сопствениот развој. Затоа сметам дека, бидејќи доаѓаме и од овој регион, повеќе од потребно е да отвориме една таква канцеларија како најголем град, сепак ни тука Гевгелија и е на границата на најголемиот премин во државата Богородица, и би ни било од дополнителна важност да имаме еден таков објект кој што би го нарекол дури и стратешки во соработката со Република Грција, која што е дел од Европската унија и веќе има искуство сериозно во повлекувањето на средства од фондовите на Европската унија. Дали некој друг се јава во збор? Бидејќи никој не се јава во збор, точка 1. Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2022 година е ставно усвојување. Кој е за? Следам дека точката 1 е изгласана со 11 гласа за. Благодарам на вас. Оставете со време, пак се гледам. Точка 2. Предлог квартален извештај на буџетот на општина Богданци за периодот од јануари-март 2025 година. Кој ли Симона? Предлог квартален извештај на буџетот за првиот квартал од 2023, јануари-март. Оваа година, сите знаеме, ја почнавме без буџет, одевме со временно финансирање првите 3 месеца. Буџетот за 2023 година беше донесен во месец март, така да законската обврска на општина Богданци и на сите единици на локална самоуправа од членот 32 од Законот за финансирање на единиците е да се достават квартални извештаи за реализацијата на 3 месеци на буџетите на општините. Кварталниот извештај се состои од образец на приходи и расходи, образец за обврските на општината и образец од К3 кој што се однесува на јавниот долг, односно на задолжувањата на општината. Кај К1 образецот, односно кај приходите на општината во првиот квартал имаме помала реализација на приходите, со таа разлика што имавме даночните приходи, данокот на доход и добивка е на 23% реализација, додека сите други даноци се на околу од 8 до 12% реализација и таа е многу мала во споредба со претходната година и реализацијата на кварталот во претходната година. Кај буџетските трошоци, односно расходите во првиот квартал, исто така и овдека поголема реализација имаме само во делот на плати и на доместици, инаку останатите трошења се со понисок процент на реализација.
кај превземените обврски до 31.3.2023 до советниците на мейл адресата беа доставени детални спецификации на обврска по деловни партнери, а инаку долгот на општината заклучно со 31.3 изнесуваше 15.182.828 денари, каде што најголем должник општината е кон АД Елем Електрани на Македонија и во овој период имавме обврски спрема изведувачите Euroing, Асмашини и кон комунална чистота, долг кој што се провлекува. Дел од овие, да не кажам половина од овие долгови кон Euroing и кон Асмашини се платени веќе во наредниот квартал, остануваат обврските кон Елем и комунална чистота. Кај К3 образецот имаме празен образец, заради тоа што општината во овој период не е задолжена. Исплатата на кредитот заврши минатата година во февруари, кој што се беше од 2011 година. Тоа е накратко за првиот квартал. Во вториот квартал веќе се доставени решенијата за данок на имот, така да и во делот на приходите и во делот на расходите се надеваме дека реализацијата ќе биде на повисоко ниво. Благодарам, Симона. Дали некој се јавува за збор? Кој ли Добро. Од финансискиот преглед по конто 12.000 купувачи во земјата за период од 1.1.2022 до 31.12.2022 на ЈП комунална чистота можевме да видиме дека побарувањата од општината им се 5.293.000 денари, но во спецификацијата за сите ставки по конто 22.000 добавувачите земјата за период од 1.1.2022 до 31.12.2022 на општина Богданци се гледа дека обврските спрема ЈП комунална чистота се 3.261.000. Нашето прашање е зошто не се покупуваат бројките од двете заштити сметки, односно колку изнесува врските на општината кон комунална чистота на 31.12.2022 година. Колега Трапеев, не разгледам на квартал, не разгледам завршни сметки на општините и на Не, ама одитовиш така беше одговорено. До 31 март 2023 обврските спрема комунална чистота се 4.172.201 денар. Сега за прашањето во врска со 31.12, во моментот јас податоци тука немам, евентуално тоа со завршната сметка беше разгледувано на завршната. Да. Таму имаше детална спецификација. Не ви се совпаѓаа бројките тогаш на вас и на комуналното. Обврските и достасаните фактури, мислам дека тоа и го образложувавме ние, достасаните фактури што беа во општината со 31.12 беа евидентирани во нашата евиденција. Ние како општина до 10-ти, секој месец до 10-ти месец, до 10-ти во месецот, значи 10 јануари, 10-ти, ние мораме да ги пријавуваме сите обврски во Министерство за финансии, каде што се гледа ликвидноста на општината. Се што има пристигнато до таа дата. Доколку некоја фактура на јавното комунално претпријатие е пратена на 11-ти во месецот, во нашата евиденција влегува во нареден месец, а кај нив се книжи со датата на 31.12 или 31 во месецот. И ние само во тој дел не се согласуваме со нив. А инаку во овие извештаи, бидејќи општината секој 10-ти, еве до денеска беше последен рок за пријавување на обврските со 34-ти. Веќе утре што ќе пристигне фактура од било која фирма, дали е комунална чистота или некоја друга, таа влегува во обврска во нареден месец и затоа тука имаме несогласување со салдата. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Кој Борис? Јас имам коментар околу К2 извештајот.
Нашата съветничка група няма да поддържава квартален извещaj, заради тоа што казва извещајот има достатъчно ненамирани обврски со негативно салдо. Општина Богданци во последните 5 години има искористено престојање на 51% од долговите, тоа се некаде околу 18 милиони денари за раздолжување од централната власт, а се инкасирани 24 милиони денари за намено уредување на градежно земјиште за изградба на ветерен парк Стојаково. Кога сето ова ќе особено на општина Богданци треба да јави милионски суфицит, а не обврски од околу 15 милиони денари. Затоа нема да го поддржиме овој квартален извештај и секој нареден ќе гласаме против, се додека ќе имаме негативно салдо во К2 извештај. Во К2 образецот се евидентирани достасаните, а не намирени обврски, но тоа не значи дека тие обврски не се подмирани. Во периодот во април месец, јас напоменав, половина и во претходното излагање на квартално, половина од овие обврски спрема изведувачите евро и инкас машини, тие се веќе сите исплатени, останува само обврската кон Елем, Ада Електрани на Македонија. Таму имаме спогодбен договор за плаќање на рати, меѓутоа и општината и Елем, сепак таа спогодба никој од нив не ја почитува. Меѓутоа, кај обврските спрема комунална чистота, веќе сме во фаза на намалување на долгот, па се надеваме дека во наредните извештаи дел од овие долгови ќе бидат намалени. Гадам дали некој друг се јава збор? Овој Михаил. Во однос на реализацијата во првиот квартал, очигледно дека пандан треба да не биде 20 до 25% реализација, за да имаме добра реализација на буџетот во годината што станува, во периодот што станува, што значи ние тие бројки ги немаме достигнати, ствари капитални приходи, капитални расходи не се катастрофални со 7,11,5%. Тука не сум задоволен, мислам дека има простор за зголемување на овие проценти. Се надам дека ќе достигнеме на добро ниво на реализација на буџетот. А во однос на обврските кои според К2 образецот кој ги има општина Богданци, мислам дека се околу оваа сума се вртиме, колега Роглев. Мислам дека сме една од малките општини која што не е задолжена во Македонија. Не знам, може и само ние да сме во цела Македонија, немам точен податок, ама и ако има 5 општини кои не се задолжени во Македонија, една од тие општини е Богданци. Буквално, моментално без кредити, без обврзници и без разни други задолжувања. И овоа со Елем, мислам дека не е точна констатацијата, ненамерени обврски се дека има, а имало генерирано приходи. Овој ќе изгледа сега дека ја бранам општината или не знам кој, не, јас не бранам никој, туку отвараме една дебата која што е реална. А реално е тоа што општина Богданци не доби ништо од Елем за изградбата на ветерниците. И тука да, треба да се репреговара и докато таа спогодба ще разборат од Поделението за финанси, треба и нова спогодба да се направи. Не, само да Знаем појаснам. во чие време беше направена, а кога е овој долг према Елем генериран, нели? Така да разбориме за некоја сума од реални и стојни дела задолжувања, кои што администрацијата вика дека 50% се века платени. Боруваме со нетачни факти. Инаку јас не сум задоволен од комплетната реализација. Според 2-3 месеци што ги гледам тука и што го пише ова тук. Благодарам. Може само да појаснам. Реализацијата на првиот квартал во секој случај е ниска. Ние работевме со временно финансирање во првите 3 месеца. Значи, вчитувањето, донесувањето на буџетот беше на 2-3. Вчитувањето на буџетот беше дури на 15-ти, некаде на 13-ти март. Значи, во тие, да не кажем, во тој период, до 15 март, се исплаќаа само дел од обврските. Сите исплати кои што можевме да ги направиме од 15 до 30 март се за реализација на овие
цифри кои што се тука во кварталниот извештај. Во делот на во првиот квартал се уште не се поставени решенијата за данок на имот. Значи овдека и даночните приходи се со помал процент на реализација. Кај во делот на вашата констатација за К2 образецот и за спогодбата со Елен. Значи општина Богданци има спогодба со Елен за плаќање на рати на долгот. Значи станува збор за долг кој што беше преземен од 52 милиони. Преземен во 2011-та, кој што општината затвори 29 милиони од тој долг и останаа уште овие 7 милиони кои што се провлекуваат со години и кои што за нив имаме спогодба за плаќање на рати. А да, општината доби средства од Елем за ветерниците, затоа што Елем ветерниците си ги плати согласно програмата за надоместок за уредување за градежно земјиште. Точно, од 1 милион денари, така? Во тој период одлуката на Совет беше 1 милион денари. Во моментот е 6 милиони со одлуката на Советот на општина Богданци. Меѓутоа, Елен, Електрани на Македонија, во тој период по пресметката си го платија на доместок. Само да појасниме за да нема нејасноти. Јасно. Дали некој друг се јавува збор? Повели Михал, Ај сега некако на таа тема за Елем. Дали пред, вие сте подолго вработени во општина Богданци, дали пред да се гради ветерниот парк Богданци, комуналите по ветерници изнесуваа 6 милиони. Предходно. Беа намалени на 1 милион, а сега се повторно покачени на 6 милиони. Дали памтите така податок? Пошто јас мислам дека точно тоа си има да се. Може би не беа 6 ветерниците на доместокот. Да, за ветерниците секоја година со одлука на Совет се донесува износот на еден столб или да не кажам износот по метро квадратно, зависи за што станува збор, дали е ветерница, дали е објект или било што да е. Дали имате таква информација? Значи, мислам дека не греши. во периодот кога се донесе барање за ветерен парк на АДЕ Електрани на Македонија, надоместокот по ветерница е износот за периодот во годината во која е граден ветерниот парк. Точно. Надоместокот е качен наредните неколку години. Значи во периодот кога се градел ветерниот парк, надоместокот по една ветерница бил по програмата која важела за таа година. Барање на градоначалникот првата година е 100 постовото, точно. Веќе да ги постави. 2009-2013 тие посолите качена е. не качена. Не, 2013 беше стара. 2013. Тоа не е тема сега, ајде. 2014 стартува дека. Дали некој друг се јавува на збор по кварталниот извештај? Бидејќи никој не се јавува збор, точката 2, предлог квартален извештај на буџетот на општина Богдан за период јануари-март 2023 година е ставено усвојување. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека кварталното извештај не е усвоено со 4 гласа за, 5 гласа за, 4 гласа против и 2 гласа воздржани. Точка 3, предлог, точка 3. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Богдан за 2023 година. Повеќе се ман. Одлуката за измена на одлуката за извршување на буџетот на општината за 2023 година ја донесовме со донесување на буџетот во месец март, со доставување на истата до Министерството за финансии ни доставија да се направат следниве корекции, тоа во член 9 став 1 се менува и гласи: за градоначалникот пресметувањето на платата да се врши согласно Законот за плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и други избрани и именувани лица, а кај членот 13 став 2 зборовите од просечна месечна нето плата во Република Северна Македонија објавена на денот на исплатата да се заменат со зборовите нето под услов работениот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај работодавачот. Овие измени усогласената одлука за извршување на буџетот општина Богданци треба да ја достави до Министерството за финансии коригирана во најкраток можен рок.
Дано Симона. Дай ми някой се ява сбор. Видите, никой не се ява сбор. Точка 3. Предлог одлука за измяна на одлуката за извършване на бюджета на община Богданци за 2023 година е станал за усвояване. Кой е за? Кой е против? Въздържани? Констатирам дека точка 3 е усвоена с 6 гласа за, 4 гласа против и 1 глас въздържан. Благодарно сме. Точка 4. Предлог одлука за донесуване на геодезическо-планска документация и вкупуване на бедствените обекти в листата. Катастърска парцела брой 7310 и катастърска парцела брой 7311. от правилника за стандарти за изкупуване на безстроежни обекти в урбанистичко-планската документация, потребно е да се донесе урбанистичко-планска документация и изкупуване на безправните обекти в листата. За да се легализираат обектите с нама на индивидуален стамбен обект, сграда 1, изградена на катастърска парцела 7310, отдел от катастърска парцела 7311, катастърска община Стоякова, индивидуален стамбен обект, сграда 2 и гаража, сграда 3, изградена на катастърска парцела 7311, катастърска община Стоякова. Значи се работи с този обект. Образи и гараж. Видите, с населено место Стояково няма урбанистически план, за да се легализираат тези обекти, по-трудно да се вклопат в идната урбанистическо-планска документация. Благодаря, Равинка. Дали някой се ял в сбор? Кай точно мога ми? Наследство Стояково. Сега ме яш. Дали някой се ял в сбор? Никой не се ял в сбор. Точката 4. Предлог одлука за донесуване на юридическо-планска документация и купуване на безстроежните обекти в листата. Катастърска парцела брой 7310 и катастърска парцела брой 7311 е става на гласене. Кой е за? Следвам дека точката е усвоена едногласно. Точка 5. Предлог одлука за донесуване на юридическо-планска документация за адрес съгласуване на намените от друг Богданци са безспорно изградените обекти. Катастърска парцела брой 10639. Поради Навинка. Въз основа на член 2 став 1 алинея 5 от правилника за стандарти за вкупуване на безстроежни обекти в урбанистичко-планска документация, потребно е да се извърши съгласуване на намените, бидейки намената на безстроежните обекти не е в съгласност с намената на землищата, на koje са изградени излик. Ова бидейки става от 2 от члена 13 от одредбите за спроведуване на детайлният урбанистически план на Богданци гласи: военно урбанистичка парцела може да има само една повършина за градба, односно може да се гради само на един обект. В овој случај на урбанистичката парцела на улица 11 октомври брой 3 са изградени два обекти, от кои изграда 1 и 2 на катастърска парцела 10639 катастърска община Богданци са предмет на легализация,
Потребно е усъгласување на катастарска парцела 10.639 со бесправно изградените објекти на истата. Там има и Дали некој се јавува за збор? Никој не се јавува за збор. Точка 5. Предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација заради усогласување на намените од Дуб Богданци со бесправно изградени објекти. Катастар парцела 10.639 е ставено на гласење. Кој е за? Констатирам дека точката 5 е усвоена едногласно со 11 гласа за. Точка 6. Предлог одлука за обезбедување на финансиска помош. До општина Богданци е доставено барање за обезбедување на финансиска помош во финансиски средства за санирање на штета настаната од пожар на помошни простори на улица Кочо Рацин број 16 во собственост на лицето Роберт Тунков. Со барањето се заставени слики и записник од Дирекција за заштита и спасување, кој е доставен во прилог со барањето. Дали некој се јавува за збор? Предлогот на Советот е износот на висината на финансиски средства да изнесува 15.000 евра. Бидејќи се работи за помошен објект, не е задумувано. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точката 6. Предлог одлука за обезбедување на финансиска помош е ставено усвојување. Кој е за? Оставам дека точката е усвоена едногласно со 11 гласа за. Точка 7. Предлог одлука за продолжување на работно време на угостителски објект на угостителските објекти на подрачното на општина Богданци. Страна на угостителски објекти доставено е барање до општина Богданци за продолжување на работното време од 1 час на ден 12.5, петок, значи петок, наспред и сабота, за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општина Богданци, да се продолжи работното време за уште 1 час. Значи ако е до 1 до 2. Има некоја причина или? Има барање. Барање е доставено од страна на угостителски објекти. Ви е доставено барањето во прилог на материјалите. Дали некој се јавува за збор? Ево, јас ќе земам збор. Значи, би ја апелирал до објектите што имат отворени тераси, после 1 часот, ако може да биде музиката повеќе намалена, тоа што се работа, нека има музика, само да биде помалку намалена, се работа за петок спрема събота, има граѓани што одат на работа во събота, само за отворените тараси, да кажеме, или во сите објекта. Значи да има музика, ама да биде некоја нормална ниво, да не причиниме негативности спрема тоа е театар само. Дали никој друг се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 7. Предлог одлука за продолжување на работно време на угостителските објекти на подрачното на општина Богданци е ставено усвојување. Кој е за? Констатирам дека точката 7 е усвоена едногласно со 11 гласа за.
Точка 8. Съветнички прашения. Проверете. Доколко няма съветнички прашения, искал да го проанализирам по-едно малечко известуване, годовията сите пред почетът на седмицата, годочетата сигурно, и аз като председател на СОЕТ морам да изкоментирам и не планирам да избиравам позадите статурата юнак. Значи така, директорката е наменено до мене, лично. Първо трябва да гласа според мен, пак ти кажем, отговор на нашите прашения. Ние поставяваме прашения тук. Не потреба не има, за да ми се обрате. Како второ, директорката малко изпаднала от нейните ингеренции и тук прочитата сигурно първи пасус не дава нас, защото трябва ние да правим на селата. Значи мислям от и на нас законодаваците не дава тия нас, защото трябва да правим и как трябва да правим, но трябва да гледаме нейната работа, а ние да гледаме нашата работа. Що се отнесла за тендърта, значи и самата директорка, аз нощи по-гледах селата, тия 20 минути може да ги погледне убаво. Първо, она убаво има тук напишено от и видът на поставката е отредила процентната вредност на надбавката. Тук на селото, остана на колегата Карапея беше кути прашени, кой направи процентната вредност. Моя страна беше подсетено, за да го отговоря, но не успя това да го избегне. Со причина, според мен, пак ти кажем, заради това, що доколко процентната вредност е права на някаква страшна лица, ке беше по-голема и он не можеше с това вид на тендърска поставка да ода. За да го наличме угледът на институцията и на фирмите, ние не изпълняваме фирмите, он не изпълнява първа фирмите, които изведувачи, които и таков. И не знам, ама директорката, ако мислят и в стилът на един наш политичар, ки биде како и досега на СОЕТ, това мислим, трябва да се забравя. Ние би било добро, како и на седмица на СОЕТ, да биде по-спремна, а не да ми поштува писма, дикшо сега века не можем да има конверзация, почна не е тук. И задали аз нещо како инсинуации или шпекулации, не знам, моля тук на видео. Значи аз никъде не кажах оти набавянето на Мебел Бодименто е избришен сертификат, тук аз поставих прашение защо е избришен сертификат. И ќе ви кажа, ми беше доставено, сертификатът е избришен, за да и това ще имат поставен сертификат за копателя и за санитарни... Санитарни ясни. Да, значи... Не за мебел или така, значи, аз нямам проблем за коя фирма го добиява, тук има проблем защо е скинал това сертификат. Това ако беше малко по-спредно, ќе ни го обясни, що още сам по седмица и ќе се разчиста спекулациите, дали е изкаран сертификатът намерно или не намерно. Значи в момента не е намерно изкаран, заради това, що не е съответен за тази тендърска поставка, що е вреден, според мен. И последното, това ще ми бъде очи, доколко имате намер да се работуват с нас, ние сме всеки ще отворим за съработка. Искал я и явността да знае и сите, от моя страна имат доставено мейлове, да ще объркам да ми доставят фактури и спецификации за купени производи, ще са без тендър. И от нейна страна имам мейл повратен, дека тия са информация от явен характер, не са информация от явен характер и не можем да ги добираме. Ако може комунално чистото да не пощува документа и фактури и все, може да това няма. Очигледно това ще им отговаря до пушка, това ще не им отговаря, не опушка. Се надявам, всички са гледаме работа, да са гледаме на нейната, ние да са гледаме нашата. За какво сме тук дойдем. И пак е спомнено тук, трябвало да се извинам за моите изнесени изкажувания, за изкажуването, че съм ми дадел за хигиената. И аз пак ти кажем, аз съм се извинал на всички работени воя за обща болница, ще добивам неприятности заради моите излагания тук. Се знаят и они, се знаят и всички кои са, какви неприятности добиват. И аз не кажах, ότι не е чисто, и аз само кажах да се проверя дали е точно информацията и кои са причините, за да има толкова деца заболени.
Значи, може би причината е в родителите, що не е излечен да ги почтуват децата пак на таклото. Значи, никъде не навидех, Не е не е чисто. Така. И во иднина директорката која ќе доставя одговор на прашања дали од мене или од вас, да ви достава до советот и до сите советници. Мислам и вие кои совет требаше да знаете зашо годимен тој изгрешен сертификатот или не требаше само јас. Да, на повеќе трпе. Значи, това беше лично на вас почти. Да. За да го видим сите или само? Не, това беше известување до мене, до зад. Ако го прочитате добро, значи потреба да ви се обрата. Мене ми се обраќа, а во втори дел за секоја седница советот се дебатира за тендери, износи, шпекулации, инсинуации за разни наместени тендерски поставки и преферирани компании во општински институции. Значи тука влеевте сите вие, не сум само јас тоа што дискутирам. Затоа и би го достави. Да се извиниме на фирмите, што се спомнени. Ма не е спомнал ние фирми. Така, јас мислам. По прочитането, ние го нарушаваме огледот на фирмите. Значи, ние го нарушаваме огледот на фирмите, значи, ама не, тоа издаде пракса во Македонија. Ако може фирма за Долна беше да врши надзор на милионска, тако сигурно може и фирма што не е градош да прави кров. Изключа камата, може. Нема што да изключа, таа е реално. Немој да кажа. Тука ли ќе разговарам с Дони беше? Где? Јас сум да го читам, тоа се на него. Вашето излагане Не се мора. целом дека деловнички ова известување би требало да биде повторно, нека дојде нека присуствува директорката од градинката и нека го образложи ова известување, па така да се соочат аргументите, ако она смета дека било како е нарушен угледот и на градинката, а и на оние фирми кои беа спомнати. Бидејќи вака, читајќи го овоа, нели и вие реплицирајќи, едноставно не е нитко точка на дневен ред, туку е само едно известување до вас пак. Сака да ги образложи еве, ќе поразговараме, формулирајте на точка на дневен ред за наредна седмица, нека дојде, нека ја објасни ситуација како е, па да знаат граѓаните најточно што и како е, дали фирма што нема која точно градежна дејност за своето основање, врши поправка на правно површење, а таа па што има па градежна дејност во своја регистрирана како компанија, па го направи кровот на Петар Мусев, и тој го биде. Јас немам намера да побркам од директорката, поради тоа што јас се што го сум го изнесел тук, сте го слушнали сите вие, така? Ама и оно бе. Значи, по ваше го читме, може да погледнете седмицата, 20 минути е седмицата. Вие сакате да прикажете на седмицата дека се обриши на тој сертификат на економскиот оператор да стане до некаква предност. Значи, погледајте, аз седмицата кивите, јас стојам позади тоа што сум го кажал и немам намера с писма да се докажам с лекторката писма. Значи, она доколку сакала да ми го објасни тоа са друго, може да побърка да дойде на совет да уре, например. Да, бе, там вако... Седмиците са јавни, снимани, секој си гледа, секој што кажува си стоја позади тоа. Значи, лекторката беше тука, не сака да се оче фактите, не знаеше, немше доволно информации, немше... Не одговори. После тоа не одговори на прашањето, она е должна да одговори на прашањето на совет. Да, тоа е точно, меѓутоа дали ние како точка на дневен ред, јас се сложувам со вас. Тоа беше само моје излагање за известувањето на директорката, не директор точка на дневен ред. Значи, това е само моје излагање за известувањето на директорката. Се надевам оти на следната завршна сметка, која ќе дојде бие по-спремно, која ќе може да дебатираме. Бидејќи дневниот ред е истина затворена седмица.